Добро вечер во новото издание на 360 степени. Вечерва донесуваме. Секој последен ден во работната недела, петок, се определува како ден за контакти на пратениците со граѓаните и избирачите во изборните единици. Со тоа предзнаење отидовме чекор понатаму. Побаравме средби со пратеници од различни опции, представувајќи се како обични граѓани. Истражувајќи, дојдовме до заклучок дека не е секогаш лесно да се дојде до пратеникот. За тендерот за униформи на МВР што го добија модно женско студио и тазе направена фирма. Зошто Памитекст отвориле фирма во ноември ако планот за јавни набавки предвидувал тендерот да биде објавен уште во септември? И дали има врска меѓу одложувањето на распишувањето на огласот од септември во декември со регистрацијата на Памитекст во ноември? ИРЛ откри дека фирма од Бугарија добила 9 милиони евра од државните набавки на јаглен во екот на енергетската криза. И ни кажа дека тоа е фирмата Гума Сидра во собственост на Вице Заев. Големите партии се спремни законски да се уреди начинот на учество на независни кандидати и листи на изборите. Сметам дека собирањето на потписите треба да биде во простории на надлежен орган. Почнуваме веднаш со сториите. Пратеничките канцеларии како прва точка за контакт меѓу граѓаните и нивните избраници во собранието постојат 15 години. И затоа во петоците нема активности во парламентот за пратениците да им бидат достапни на гласачите и изворно да ги слушаат нивните потреби, поплаки и предлози. Решивме да направиме тест за тоа како функционираат канцелариите и колку пратениците ја почитуваат законската обврска. Некаде одеше мазно, некаде тешко да се дојде до пратеникот, но испадна и дека има пратеници без канцеларија. Сторијата е на Михаил Милошевски и Хекора Накифи. Знаете ли дека пратениците во петок не треба да одат на работа во собранието, затоа што би требало да се среќаваат со граѓани? Со тоа предзнаење отидовме чекор понатаму. Побаравме средби со пратеници од различни опции, представувајќи се како обични граѓани. Истражувајќи, дојдовме до заклучок дека не е секогаш лесно да се дојде до пратеникот, но и дека некои пратеници нема ни каде да ја извршат обврската. Mundohemi në gjitha format të sensibilizojmë edhe opinionin, edhe kryetarët e komunave që të bëjnë hapin e duhur, që të gjejnë hapësira për deputetët e komunës për i ka vinë deputetët e asaj zone. Поделени во два тима решивме да направиме тест како на терен функционираат пратеничките канцеларии, деценија и половина по нивното воспоставување. Избравме по еден пратеник од 4 најголеми партии и коалиции во 2 изборни единици. Почна во 2003 година, а целта беше и се уште е пратениците да се поблиску до гласачите. Пратеничките канцеларии се зачнаа како проект помогнат од Швајцарската агенција за развој и соработка, американските USAID и Националниот демократски институт и домашниот институт за парламентарна демократија. Но од 2010-та станаа и обврска. Секој последен ден во работната недела, петок, се определува како ден за контакти на пратениците со граѓаните и избирачите во изборните единици. Собранието во денот определен во ставот 2 од овој член по правило не одржува пленарни седници, седници на работни тела и активности на пратенички групи за соработка со парламенти на други држави, освен во итни и неодложни ситуации. Во изборната единица 1 според интернет страницата на собранието би требало да се функционални 5 канцеларии за контакт на пратеници со граѓани. И тоа 2 во општината Аеродром и по една во општините Киселавода, Карпош и Македонски Брод. Во нив се распоредени 4 пратеници од ВМРО ДПМНЕ и 1 од СДСМ. Канцеларијата што ние ја одбравме ја делат пратеник од ВМРО ДПМНЕ и пратеничка од СДСМ. Таргет ни беше социјалдемократката Даниела Николова. За почеток одбравме секаде да се појавиме ненајавени на врата. Адресата ја најдовме на веб страницата на собранието, но во пракса пронаоѓањето на канцеларијата е посложено. Единствен показател дека просториите се тие што ги бараме, се листовите залепени на влезната врата од објектот. Канцеларијата однадвор делува трошна. При првиот обид да влеземе наидовме на затворени врати. Па се јавивме на бројот на асистентот за да се обидеме да закажеме средба.
Обично во петок они се слободни. Добро. Не обично, него петок им е слободен ден. Добро. Кажете, нема проблем. Јас Побаравме во понеделник, а веќе за петок ни беше закажана средба со пратеничката Даниела Николова во 12 часот. Од аеродром се упативме во Карпош, каде на надвозникот Влајко канцеларија има пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Тони Јаревски. Локацијата изгледа напуштено, а и воопшто не е достапна за лица со попреченост од ескалаторот на надвозникот одамна е надвор од функција. Некако сепак ја најдовме канцеларијата, која идентично како и во аеродром беше затворена. Бројот на асистентот на пратеникот се наоѓа на самата врата, па го побаравме. Добар ден, Александар. Да. Вашево контакт бројче го најдов овдека на канцеларијава во Влајко. По краткиот разговор ни беше доставен приватниот број од пратеникот со инструкции да му се јавиме лично и да договориме средба. Значи, јас идам на пат утре, односно да утре се вајле. Се стојам, ќе имаме со Европската транспортна седница. Враќам сабота. Така, сакате од понеделник во собрание, сакате следната сабота на отворите, како ќе одговарате така. По 5 дена дојде време за средбата со пратеничката Даниела Николова. Го разоткривме нашиот идентитет во првиот момент кога не прими најавени како граѓани. Едноставно, ние имаме одговорност во времето на мандатот во кој што нели действуваме. И тие треба тоа да им биде мотивот и охрабрувањето, да знаат дека ние сме нивни народни избраници, дека стоиме пред нив, ние одговорноста всушност ја имаме кон нив и нивното живење, така што канцелариите се отворени. Николова вели дека граѓаните кои стапуваат во контакт со неа најчесто даваат предлози поврзани со прашања од локално ниво. Бројот на посети и повици се зголемувале од година в година, бидејќи активно се спроведуваат кампањи за информирање. Не можам да речам дека не доаѓаат и со некоја идеја, некое барање да се подобри некое законско решение, или пак да се информираат од каде сме дошле до идеја така, нели да тоа законски го решиме. Доаѓаат и со сериозни проблеми, доаѓаат и со сериозни идеи, морам да кажам, кои што на вистина дури онака фасцинираат дека еве може да дојдат и да поразговарат со нив, со нас за нивни проблеми од секојдневието, а кои што, да речеме, на вистина бараат посветеност и измени во законите, за да можат да имаат поквалитетно живење нашите граѓани. 3 дена по средбата со Николова дојде понеделник. Првиот работен ден по крајот на службеното патување на пратеникот Тони Јаревски од ВМРО ДПМН. Го побаравме како што ни посочи при првичниот контакт, но повеќе не ни крена слушалка. Ниту тој ден, ниту во следните 2 недели додека траеше изработката на оваа сторија. Пратениците од коалициите на Ду и Влен решивме да ги побараме во Чаир и во Арачиново. Поблиско до нашата редакција беше канцеларијата на Мерита Колчи Коджаджику од Влен, во зградата на општина Чаир. Мерита, Julija je депутат. Unë e di që s'ka ardha la për hip, që katën e dytë. Kun katën e dytë, okej. Edhe që ekip për min të sala. Стигнавме до канцеларијата, каде пратениците би требало да примаат граѓани, но на неа немаше никаква ознака. Коджаджику секако не ја очекувавме таму во вторник, но на работа не беше ни асистентот. Го баравме преку телефонскиот број, кој е оставен на веб страницата на собранието, но не го добивме. Само што тргнавме да си одиме, ни се јави со оправдување дека бил на пауза. Ç'është vi, apo mundesh me mbritur? Po, fashaloni takim për sa vjen ti këtu? Takim të premtën kena takime, nëse do me deputetet. Po. Vi për një 50 minuta, po. Premtën ka takim me deputetet? Po. Pin sa orën? Po, në orën 10, në mëngjes. Дојде договорениот петок. Дојдовме и пред време, но токму пред да влеземе во општина Чаир, ни се јави асистентот за да ја презакаже средбата. Коджаджику имала други собраниски активности. Па се вративме следниот петок. Овој пат на врата не пречека асистентот, па заедно се качивме до канцеларијата. Таму откривме
кои сме и што навистина правиме. Me të drejtë nuk ka tabelin formuse, po t'ju them se ma informator të mirë se shërbimit poshtë, faktikisht punësumënit poshtë, ato kushdo që t'jetë këtu, ato e din gjithë zyrën edhe i orientojnë. Канцеларијата, вели Коджаджиков, функционира и во други денови, ако има потреба. Најчесто сепак во петоците, со ретки исклучоци, поради празници или важни настани. Граѓаните, вели, доаѓаат со разни барања, вклучувајќи и за помош за лекување по болници. Në fillimin puna e punësimeve, puna e ndihmave, që janë ndërprer ndihmat sociale, fondin shëndetësor, aty kam pas, mos të flas për intervenime në spital, në urgjencë, se edhe ajo është me vërtet një problematike madhe. Atë i falenderoj edhe drejtorive të klinikave, aty kam pas rast që me vërtet kemi shpëtu jetë. Во Арачиново канцеларија има пратеникот на Европскиот фронт Садула Дураку, како и во Чаир, таа е во просториите на општината. Кога отидовме ненајавени, не го најдовме асистентот во канцеларија. Телефонски го добивме, но не успеавме да сакажеме средба бидејќи пратеникот имал здравствени проблеми, поради кои не може да не прими. Затоа тргнавме да бараме друг пратеник од Европскиот фронт. Ја одбравме пратеничката Дијана Тоска. Изненадувањето ни пропадна бидејќи испадна дека таа нема канцеларија за средба со граѓаните. Побарала од спикерот Афримгаши, но досега нема формален одговор. Po që se refuzojnë komunat që të sigurojnë zyre për deputet, të cilat në takojnë me liq për deputetet, atëherë në munges të zyrave në për komuna, atëherë do duhet që të kërkojnë në institucionet të tjera shtetërore dhe këtë problematik të zgjedhin. Zyrat pa tjetër duhet të sigurohen. И без канцеларија, Тоска вели дека сепак се среќава со граѓани. Тоа го прави или во собранието, или во партија. Të them të drejtën, ka kërkesa mjaft, mirë po ai halli më i madh ose shqetësimi më i madh i qytetarëve është që po bëhet një presion i jashtëzakonshëm nëpër institucione shtetërore. Tani ankohen, dikush bulizohet ndoshta, dikush i ndryshohen ndoshta bendi i punës ose hapësira ku punojnë, janë të ndryshme, por kryesisht është kjo problematik të cilat ata e shprehin tek unë. Тоска не е единствената народна избраничка без канцеларија. Например, во срцето на Скопје, центар, воопшто нема пратеничка канцеларија за контакт со граѓани. Велика Стојкова Серафимовска од ВМРО ДПМН вели дека собранието во неколку наврати испраќало допис до центар. Ние еве од општина Центар немаме одговор, ниту имаме соработка никаде со градоначалникот. Дали е тоа прашањето во однос на партиска некоја нетрпеливост или некако позиција, не знам да кажам, но води натака мислата, бидејќи минатиот мандат кога бевме опозиција, тогаш бевме јас и професорката Силјановска пратеници од општина Центар изборна единица 1-2 пати побаравме од градоначалникот Горан Герасимовски да ни обезбеди канцеларија, простор каде што ќе се среќаваме со граѓаните, меѓутоа не добивме никаков одговор. Без канцеларија, вели Стојкова Серафимовска, бараат креативни решенија за средби со граѓаните, вклучувајќи и средби во партиски штабови. Дури размислувале за мобилна канцеларија пред просториите на општината. Сега решение ќе бараат на алтернативен начин. Едно од решенијата е собранието има механизам, исто така, значи доколку не може да се добие во општината, тогаш самото собрание може да обезбеди простор и да обезбеди еден асистент кој што ќе биде достапен за потребите на таа комуникација помеѓу граѓаните и пратениците. Ние во овој период веќе овие неколку недели подготвуваме документација, односно ние сме во моментов тројца пратеници од општина Центар од ВМРО ДПМН и се надеваме дека тоа ќе биде успешно, да најдеме некој простор кој што практично ќе биде во под управување на собранието, не на општината.
Локалните власти во Центар не се амнестираат од фактот дека 2 пати го одбиле барањето на собранието. Но вели градоначалникот Горан Герасимовски, не поради политички мотиви, туку поради условите и презафатеноста на општинските простории од други државни институции. Тоа не значи дека во иднина нема да се овозможи простор. Бараме начин како да допринесеме, односно да искочиме во пресред на парламентарците да отворат своји канцеларии, каде што ќе имаат можност да имаат што поблиски средби со граѓаните. Крајно несериозно да се политизира целата работа, поради тоа што станува збор за капацитети и можности на општината, без разлика на која политичка партија станува збор. Став побаравме и добивме и од председателот на собранието, Африм Гаши. Не криеше дека 15 години од формализирањето на пратеничките канцеларии за контакт со граѓаните има народни избраници кои не добиват простор за работа. На територијата венде дуhet hapen 75 zyra, në 75 komuna, ne kemi mbritje numri 50, a jemi të kënaqur? Po, jemi të kënaqur për shkak se në të kaluarën ka qenë rënd të arrihet deri te ky numër gjatë 4 viteve, ne brenda një viti kemi arritur te ky numër, por natyrisht do të ishim të kënaqur nëse hapen gjitha. Гаши вели дека се работи на проблемот и се барат различни решенија за да се отворат канцеларии и во престанатите општини. Но во меѓувреме се размислува и за алатки кои дозволуваат средба од далечина. Tash kemi krijuar një mekanizëm tjetër që qeveria përmes njësive rajonale që i ka në komunat përkatëse të lirojnë një prej zyrave për deputetët. Prandaj po punojmë intensivisht në këtë mënyrë. Nga ana tjetër, siç e tham edhe sot, kemi zhvilluar një vegël softverike me të cilën mundsojmë i lehtësojmë kontaktin e qytetarëve me deputetët dhe, si më thënë, ajo është një lloj takimi virtual që ne mundsojmë që secili qytetar mund të di adresën e asistentit, deputetit prej nga vjen dhe të mund të komunikojë dhe takimin ta bëjë jo domosdoshmërisht nëpër zyra. Собранието не објавува посебни извештаи за работата на канцелариите за контакт со граѓаните. Па тешко е независно да се следи кои проблеми се надминати, а на кои допрва треба да се работи. А дека механизмот е важен за граѓаните покажуваат штурите информации содржани во извештаите за работата на собранието. Например, за време на мандатот на претходниот парламентарен состав од 2020 до 2024 година. Пратениците избројале 18.158 посети на граѓани на канцелариите. Преку канцелариите биле поднесени над 10.000 предмети, од кои 153 граѓански иницијативи биле покренати и во собранието. Ако Министерството за внатрешни работи го распишало тендерот за униформите за специјалните единици како што првично планирало, една од фирмите што на крај доби дел од набавката воопшто немало да може да учествува. До ваков заклучок се доаѓа од хронологијата на настаните во врска со двете рамковни спогодби вредни вкупно 3,8 милиони евра, што ги добија таа зарегистрирана фирма и модно женско студио со скромни приходи. Деталите од Александар Димитриевски. Пред 2 недели обелоденивме дека МВР склучило рамковни спогодби за набавка на униформи за специјалците, чија вредност може да се искачи до 3,8 милиони евра. Тендерот бил така скроен што не било пречка да го добијат фирма формирана 20 дена пред распишувањето на огласот и модно женско студио кое лани имало 20 вработени и 20.000 евра приходи за цела година. Тропнавме на вратата на Лебранти ни отвори господјата Каденска. Но кога ја забележа нашата камера, се вознемири, ја прекина комуникацијата и повика полиција. Никој не ни одговори на адресата на Памет Текстил. Сторијата доби внимание во јавноста, вклучително и од политичарите. Опозицијата го опиша случајот како бизнис шема на власта, а власта го повика обвинителството да го истражи и овој, но и сите претходни слични тендери. Тендерот е шиење померка, ама не за полицијата, туку за партиските и бизнис интереси блиски до ВМРО ДПМН. Ова, почитувани, не е случајност. Ова е дел од тендерските шеми на ВМРО ДПМН и системската корупција која јаде општеството. Јас ги повикувам надлежните во обвинителството, во судството, а денеска имав разговори со министерот да ги повика и невладините и да ги стави на јавен увид тендерските документации, но истовремено да ги стави на јавен увид и тендерските документации во минатото.
Додека траат прозивките меѓу политичарите, откривме нов индикативен аспект во случајот. План за јавни набавки. Така се вика документот што секоја државна институција е должна да го донесе, а во кој, како што кажува и насловот, пишува што ќе набавува институцијата во предстојната година. Планот вообичаено се носи кон крајот на една календарска година, за набавките за следната. Низ годината, зависно од потребите и парите, може да се менува и дополнува. Првиот годишен план на МВР за 2024-та, годината во која е распишан тендерот за униформите, е објавен на 9 јануари 2024 година. Во него не се споменува набавка на униформи за специјалците, што значи дека не се планирал таков тендер. На 13 февруари е објавен дополнет план за јавни набавки и во него повторно ги нема униформите. Но, во втората половина на годината, во рок од 20 дена се објавени 3 измени на планот за јавни набавки на МВР. На 16 август, на 1 септември и на 6 септември. Токму во последната од оваа серија измени, првпат се појавува набавката на униформи. Во секој план за јавни набавки пишува и кога се очекува да почне постапката, односно да се распише тендерот. За униформите, тоа бил септември, истиот месец кога и биле воведени во планот. До крајот на 2024 година МВР го сменил планот уште 2 пати. Униформите останали во изменетите верзии, исто како што останал и месецот септември за старт на набавката. Еве зошто сето ова заслужува внимание. Како што веќе рековме, набавката на униформите за прв пат се појавува во планот за јавни набавки на МВР во септември 2024-та, со интенција тендерот да се распише во септември. Но поминал септември, поминал и октомври, а МВР не објавиле повик. Не објавиле ниту во ноември, но тој месец, на 20-ти, во земјава е регистрирана фирмата Pamitex Team. Само 20 дена подоцна, на почетокот на декември, е објавен тендерот за набавка на униформи за специјалците, на кој Pamitex се пријавува, а потоа и добива сделка 3-годишна рамковна спогодба вредна 1.710.000 евра. Бидејќи планот за јавни набавки е единствениот јавен документ од кој една фирма може да дознае кои тендери и кога ќе ги распишува одредена институција, ваквата хронологија на настаните отвора неколку дилеми. Зошто Pamitex отвориле фирма во ноември ако планот за јавни набавки предвидувал тендерот да биде објавен уште во септември? Но, и дали има врска меѓу одложувањето на распишувањето на огласот од септември во декември со регистрацијата на Pamitex во ноември? Па од МВР побаравме објаснување зошто не го распишале огласот за кога го планирале во септември. Не добивме одговор во рокот кој го оставивме. 360 степени уште пред 2 недели ја праша и Pamitex Team дали фирмата е направена само за огласот на МВР. Ниту тогаш, ниту во меѓувреме ни стигна одговор и на тоа и на другите прашања. Ве молам уште еднаш ваш коментар, дали сметате дека може модно студио од Битола со двајца вработени? Условите на тендерот беа такви што не се бараше од економските оператори да ја докажат својата способност преку број на вработени, приходи, претходно извршени слични работи. Суштината е дека јавната набавка била отворена, без лимитирачки и ограничувачки услови како во минатото. Секој кој што имал интерес можел да се јави. На истата пресконференција, премиерот призна дека способноста на фирмите е важна и дека договорот може и да се раскине врз таа основа. Но додаде, дали имаат способност или не, ќе се оценува постфестум. Доколку фирмите, како што вие наведовте, не се способни, немаат капацитет, не знаат и така натаму да произведат таков тип на опрема, нормално дека договорот ќе биде раскинат и нема да има трошење на јавни средства, јавни пари и така натаму. Но ние не можеме, затоа што сега да го скинеме тој договор, пред да докажеме дека тие не се способни, затоа што ќе имаме одговорност и ќе треба да плаќаме пенали. Зошто да се проверува капацитетот отпосле? Побаравме одговор согласно повикот на премиерот. Сите да направат увид како се набавувала опрема во минатото. Според интернет страницата на Бирото за јавни набавки, МВР последен пат купувала униформи согласно планот за јавни набавки за 2019 година. Набавката тогаш била поделена на 12 дела според деловите од униформата. Големата разлика на тогашниот со сегашниот тендер е што имало предуслови за капацитетот на фирмите кои сакаат да се пријават. Како на пример,
во последните 5 години да имаат извршено испорака на стоки од ист или сличен вид, референтна листа на главни испораки и потврди за извршените испораки од корисниците, да имаат ангажирано соодветен стручен персонал за конфекционирање, изработка на стоките предмет на договорот и најмалку едно лице за контрола на квалитетот. Изјава дека има обезбедено технички капацитети за конфекционирање, изработка на стоките предмет на договорот. Со други зборови, техничката способност на фирмите кои сакале да шијат униформи за специјалците се утврдувале однапред. Иако условите биле далеку построги од сегашните, било обезбедена поголема конкуренција бидејќи се пријавиле 4 фирми наспроти 3 на сегашниот тендер. Но и покрај затегнатите услови и во старата набавка има елементи што отвораат дилеми. Еден дел од тендерот во вредност од 1,1 милиони евра го добила скопската Мике Интернационал, фирма со искуство во трговијата со оружје и безбедносна опрема. Другиот дел во вредност од 1,35 милиони евра го добила гевгелиската United International Technologies. United не биле нова фирма, постоеле од 2014 година, но според финансиските податоци за годината во која го добиле тендерот, 2020-та, имале приходи од 326.000 евра, што е околу 4 пати помалку од тендерот кој го добиле. А ако им се видат извештаите во следните години, фирмата доживеала вртоглав раст во 2021-та, а особено во 2022-та, кога приходите им скокнале на околу 6,5 милиони евра. Години во кои добили уште неколку тендери во МВР и во Министерството за одбрана. Потоа, нивните приходи драматично паднале на нивото пред државните тендери. Со овие и другите дилеми поврзани со актуелната и со поранешната набавка на униформи за специјалната полиција, засега се занимаваат новинарите, политичарите, дел од стручната и општата јавност. Премиерот повика учество да земе и обвинителството. Оттаму, во моментов не можеа да ни дадат дециден одговор дали до нив е поднесена пријава со која практично и тие би почнале проверки за сегашниот, но можеби и за некои претходни тендери. За сега не се споменува постапување по допрен глас. Остануваме на темата за тоа како се трошат јавните пари. По неколкугодишни правни перипетии, новинарите на истражувачката репортерска лабораторија ИРЛ стигнале до договорите што државните електрани ги исклучувале со приватни фирми за набавка на јаглен за производство на струја во екот на енергетската криза. Дел од парите завршиле кај компании во директна врска со врвот на претходната власт. Повеќе од Славица Филиповска-Иванова. Меѓу барокните инсталации во строгиот центар на Скопје, очи боде една руинирана фасада на зградата на електрани на Северна Македонија. Но она што е далеко од очите на јавноста, се милионските договори што ова акционерско друштво во државна сопственост ги исклучувало за набавка на јаглен за производство на електрична енергија во екот на енергетската криза. Новинарите Маја Јовановска и Алекстандар Јанев од истражувачката репортерска лабораторија 3,5 години се вртеле во круг обидувајќи се да откријат колку народни пари од државните електрани завршиле кај приватни фирми и кај кои. Поведовме една институционална битка со жалби до Агенцијата за слободен пристап, меѓутоа ЕСМ одбиваше да не ги достави. Се случи еден преседан, државна компанија ЕСМ позади нас да ја тужи Државната агенција за слободен пристап на управен суд и изгуби, меѓутоа не ги достави информациите. Пред неколку месеци, на почетокот на оваа година, повторно ги побаравме договорите за период од 3 години, од 2022 до 2025 година, користејќи го Законот за слободен пристап и ни беа доставени. Веднаш што почнавме да навлегуваме во деталите кои стои за овие компании, колкави се сумите, свативме дека државата одлучила нетранспарентно да потроши 283 милиони евра за набавка на 4,6 милиони тони јаглен тогаш за време на енергетската криза. Во детали, парите завршувале кај 11 различни компании без тендери, што е легално ти се работи за набавка на енергија. Јагленот доаѓал главно од Грција и Албанија, додека помали количини биле договорено да се увезат од Бугарија и Косово. Цените варирале од 45 евра до 70 евра за тон јаглен. Значи, ова беше до некаде очекувано заради тоа што во екот на енергетска криза во тие неколку години самата цена на јагленот варираше на светските берзи.
Меѓутоа, подоцна свативме дека освен договорените цени, всушност на крај ЕСМ платила многу повисоки цени од тоа. Така што фирмите, дел од компаниите, доставиле помала количина, но покалоричен јаглен за истата сума што била договорена во договорите и на тој начин просечната цена по тон скокнала до 88,5 евра. Меѓу добавувачите и скопската фирма Zobek Mining Group за испорака на јаглен од Грција по првично договорена цена од 70 евра. Собственик е македонскиот државјанин Енис Колашинац. Фирмата никогаш претходно не била во фокусот на јавноста, а првите насоки за ИРЛ дошле од различни места. Едно е видеото на кое се гледа екс-премиерот Зоран Заев, придружуван од лидерот на СДСМ Венко Филипче, како и собственикот на Zobek Mining Group Енис Колашинац, како се забавуваат во Дубај. Предходно, ИРЛ обезбедува фотографија од возило марка Ауди, кое Филипче го возил во предизборната кампања, а било земено на лизинг токму од Zobek Mining Group. Кон крајот на 2024-та, Zobek почнува да се споменува во истрагата за тендери од Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Јовановска од ИРЛ вели дека индициите воделе кон некаква поврзаност помеѓу Zobek Mining Group и семејството Заеви. За да откријат детали, со Енис Колашинац се сретнале два пати. На првата средба Колашинац се дојде со една поинаква верзија за настаните зошто имало толкава висока цена во договорот со АДСМ, меѓутоа веќе на втората средба едноставно мораше да признае дека постоела фирма посредник која била од Бугарија, инсистиравме да ни ја каже, иако веќе се сомневавме за која фирма станува збор, или на братучедот или на братот на премиерот, а можеби на лидерот на СДСМ, и ни кажа дека тоа е фирмата Гомасидра во собственост на Вице Заев. Zobek Mining Group увезла покалоричен јаглен, па првично договорената цена од 70 евра скокнала. Кај Колашинац оваа цена достигнала до 82,5 евра, од кои што речиси половина завршиле кај фирмата Гомасидра на Вице Заев. Сега обяснувањето беше дека прво Енис Колашинац ни кажа дека за секој евро што било исплатено кон Гомасидра на Вице Заев, тој имал обврски, инсистираше на тој член 4 од нивниот договор, каде што е наведено дека меѓу другото Гомасидра правела ископ, товарење, калибрирање, десулфоризација, отпрашување на јагленот со цел да се постигне подобар квалитет. Нејасно беше, односно малку контрадикторно, тоа што пак во договорот меѓу Колашинац, фирмата Zobek Mining и грчкиот рудник, односно концесионерот на рудникот, беше наведено дека рудникот се обврзува сам да направи товарење и да го спреми јагленот за товарење, односно и да ги покрие сите тие трошоци. Нешто што беше наведено исто и така и во договорот со Гомасидра. Вице Заев за ИРЛ соопштил дека на неговата фирма и биле исплатени 37 евра по тон јаглен, што за 240.000 тони значи вкупно 9 милиони евра за Гомасидра. Интересно е што фирмата во Бугарија е регистрирана на 1 јуни 2017, само еден ден откако неговиот брат Зоран Заев ја презеде премиерската функција. Вице Заев бил отворен во комуникацијата со новинарите на ИРЛ, како за цените на јагленот, така и за прашањата за искуствата на неговата фирма. Во деловната активност со енергетските ресурси, Гомасидра има искуство со јагленот во Грција, Романија и Бугарија. Бизнис ориентацијата на Гомасидра се Европската унија и пошироко. Во Македонија се уште не сме имале таков предизвик. Гомасидра во Петрич е регистрирана на иста адреса со повеќе фирми на Заеви, а таму е седиштето и на компанијата Power i8 на Филипче. Не видовме директна инволвираност на Филипче со Колашинац во договорите со јаглен, ниту пак на Зоран Заев. Директна инволвираност има само Вице Заев со неговата фирма посредник од Бугарија. Освен што од грчкиот јаглен што горел во Македонија парите исчадиле кај Вице Заев во Бугарија, истражувањето на ИРЛ покажа и нешто друго, дека повеќето од фирмите што склучиле договори за набавка на јаглен, влегле во бизнисот без претходно искуство, односно биле наменски формирани. Дел од нив, како на пример Промет Стил Холдинг на Абедин Алиу од Сарај, не само што не сакале да говорат за цените и услугите, туку и оцениле дека новинарите глупаво прашуваат.
Годишните потреби од јаглен на рек Битола се околу 3 милиони тони, кои не може да се задоволат од домашните родници. Според склучените договори, истите фирми продолжуваат да ја снабдуваат државната компанија СМ со јаглени годинава, а директорот Лазо Зунчев за ИРЛ изјавил дека набавките од странство ќе продолжат најмалку и во следните 2 години. Сметаме дека е многу важно јавноста да ги знае деталите од договорите, односно како се трошат народните пари, за да може на тој начин да имаме увид и да извршиме притисок државата да ја добие најдобрата вредност за потрошените пари. Каде се завршувале народни пари, освен новинарите се заинтересирало и јавното обвинителство, кое постапува по ревизорски извештаи и други сознанија за набавките на јаглен. Договорите од СМ ги барале и МВР и финансиската полиција. Уставниот суд ги врати на поправен испит големите политички партии кои лани направија измени во изборниот законник со кои воведоа речиси невозможни услови за независни кандидати и листи за парламентарните и локалните избори. Дали големите партии имаат намера да го послушаат Уставниот суд, но и граѓанските иницијативи? Зоран Јовановски. На 20 мај годинава Уставниот суд ги укина членовите 17 и 18 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законник. Тие беа донесени во март 2024 година, на околу 2 месеца пред парламентарните и председателските избори. Со тие измени, на независните кандидати за градоначалници, како и на независните советнички и пратенички листи, им се наметна ваков услов за кандидирање. Да мора да соберат потписи од минимум 1 од 100 запишаните избирачи во соодветната општина, односно изборна единица. Така се создаде апсурдна ситуација во која за да се регистрира политичка партија потребни се 1000 потписи, а за да се кандидира независен кандидат, например за градоначалник на град Скопје, потребни се над 4000 потписи. Уставниот суд во ова виде повреда на темелните уставни вредности, политичкиот плурализам и избирачкото право на граѓаните. Одлуката беше укинувачка и претходното правно решение не се враќа во употреба. Тоа значи дека законодавецот во најскоро можно време треба да пристапи да ја пополни оваа правна празнина која настапи со нашата одлука. Законодавецот е собранието, па прашавме таму како ќе постапат по ваквата одлука на Уставен. Правниот вакуум што би се случил со објавувањето на оваа одлука во службен весник ќе се надмине со донесување ново законско решение, при што ќе се имаат предвид укажувањата содржани во образложението на одлуката на Уставниот суд. За настанатата празнина јавно реагираа независни советници од повеќе локални совети, бидејќи локалните избори се на прагот. Тие поднесоа барање до собранието, до координаторите на сите пратенички групи и Министерството за правда, за формирање работна група и итно носење измени во изборниот законник со нови услови за кандидирање независни кандидати и листи. Велат дека и сега, без дефинирани услови, би можеле да се кандидираат бидејќи Уставот тоа им го дозволува, но сметаат дека треба да има правила. Бидејќи ние бараме и други измени, како што се, например, местото каде да се собираат подписите, до сега тоа беше само во канцелариите на Државна изборна комисија, а не на отворен простор, како што е, например, дозволено и во Србија, и во Хрватска, и во повеќето од европските земји. Потоа бараме 50 на подписи да бидат потребни за да може да се состави кандидатска листа на независни кандидати. Бараме дополнително да има измени во однос на изборното ливче кое го добиваат граѓаните, да не се појавува само носителот на листата со име и презиме, туку тука да биде и целото име на независната група. Агро на Рифи од Подобро за Тетово вели дека независните веќе ја докажале својата вредност во локалната демократија. Независните советници се многу важни. Тие го крена прво квалитетот на советниците во советите. Политичките партии почнаа малце посериозно да се занимаваат кои кандидати ќе ги имат во советничките листи. Друга работа е што се зголеми транспарентноста, значи сите работи што поминуваат во советот, сите независни советници ги презентира во јавност нешто што недостасува од политичките партии. Ако се прави работна група, независните бараат столче и за нив во телото што би ги подготвувало законските измени. Но додаваат и дека досега не ги контактирала ниту една партија, ниту пак побарала нивно мислење. Па ние ги побаравме 4 неголеми партии и коалиции во парламентот.
Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН, Никола Мицевски, смета дека и покрај одлуката на Уставен, законот дава можност независните изборни листи да бидат прифатени како дел од изборниот процес. Сепак се согласува дека треба да се најде решение пред локалните избори прифатливо за сите. Во врска со деталите, реши засега да не го коментира барањето за собирање минимум 50 потписи, но даде мислење за другите барања на независните. За делот на нивното приклучување кон работна група, апсолутно се согласувам, затоа што со нивното искуство и нивното различно видување од политичките партии ќе даде дополнителен импут на она законско решение за изборен законник, кој што очигледно ќе треба заедно да седнеме и да го сработиме во некој иден период. Бидејќи се наоѓаме во еден предизборен период кој што е краток за некои, да речем, драстични промени на изборниот законник, добро е да се согледаат сите проблеми и да се најде решение на дел од препораките на ОПСЕ и на ОДИХР по однос на собирањето потписи надвор од местата кои што ДИК ги има одредено. Сметам дека по собирањето на потписите треба да биде во простории на надлежен орган, затоа што се доведува во прашање и до самите потписи. Значи, очигледно, можеби ќе треба тие потписи дополнително и потоа да се проверуваат. Од владеачката коалиција Влен пак се поконкретни и велат дека 50 потписи, како што предлагаат независните, се малку. Mendoj përsëri që numri i nënshkrimeve duhet të jetë proporcionalisht sipas numrit të banorëve apo edhe të votuesve të regjistruar. Do të thotë në varësi të numrit sipas komuneve, ne përcaktojmë edhe një numër të caktuar që nuk mund ta them tani për tani, por besoj që do formohen grupe punuese të partive politike këtu në kuvend. Nuk besoj që duhet të shkojë në Ministri e Drejtësisë sepse nuk ka kohë. Pra zgjedhjet janë thujse te dera dhe duhet vepruar shumë shpejt edhe në mënyrë shumë ekspeditive. Кај опозицијата наидовме на помал интерес за коментар. Од партијата предводник на коалицијата Европски фронт, ДУИ, ни одговорија на прашањата само писмено и кратко, дека се отворени за разговор и диалог. Затоа апелираме до владата да ја формира работната група за изборниот законник со представници на партиите и релевантните институции. Писмен став или соговорник не добивме само од СДСМ, па ја искористивме изјавата на председателот на партијата Венко Филипче од неодамнешното интервју за 360 степени. Затоа ќе има меѓупартиска Не, ако големите се договорат, може и да го игнорираат прашањето. Не би оставиле да тоа го правиме само големите партии, апсолутно, и нашите помали партии се релевантни во тој процес. Некои од нашите соговорници при елаборацијата на нивните ставови се повикува и на препораките од ОПСЕ ОДИХР. Еве што пишува во нивниот извештај по локалните избори во 2021 година. За да се обезбедат еднакви можности во правото да се кандидираат сите кандидати, потребниот број потписи за поддршка на независните кандидати треба да биде пропорционален на реалниот број регистрирани гласачи по изборна единица. Треба да се разгледа можноста за стандардизирање на потребниот број потписи на најмногу 1% од регистрираните гласачи во согласност со меѓународната добра пракса. Во веќе укинатото законско решение, што беше критикувано по различни основи и од председателот на Уставниот суд, стоеше токму максимумот од 1% што се препорачува во извештајот. Но треба да се има предвид дека ОПСЕ говори за реален број на регистрирани гласачи, а во избирачкиот список во земјава, како регистриран гласач, влегува секој деловно способен државјанин со навршени 18 години, независно дали е во земјата или во странство. Поради тоа, земјава има повеќе гласачи отколку резиденти, а избирачкиот список не може да се смета за приказ на реалниот број гласачи кои живеат во некоја општина или изборна единица. Какво ќе биде новото законско решение, што го ветуваат партиите, а го бараат независните? Веројатно ќе се дознае во текот на летото. И тоа е доцна, ако се знае дека меѓународниот стандард за добра демократска практика е изборниот законник да биде среден минимум 6 месеци пред изборите. Локалните се најавени за октомври. Следува редовната саботажа. Улогата на Господ во нашата традиција има сериозно влијание и моќ, иако на земјата има други што судат.
За трансферот до него сепак е потребна и важна дозволата која тој ја дава. А секогаш се јавува спор околу толкувањето за начинот на кој тој треба да одлучува врз база на сторените гревови. Да. Нема што да ми опростува, тебе треба. Тебе нема што да ти опрости, па колку фамилии имаш да црнето бе? Колку фамилии имаш, сите обвиненија ти се паднати? Да ти опростува Господ. Со толку луѓе што си ги. И ја барам опрост, не се секирај ти за мене. Не се секирај ти за мене. Хокштапленке! Но додека да биде донесена Божјата одлука, мора да се спроведе правдата меѓу луѓето. Таа која со општествен договор им е префрлена на лица кои мериторно решаваат во нивно име. Осудените се исправени пред предизвик да бегаат или да се соочат со реалноста. Дали затворот е безбеден за Груевски да си ја одложи казната? Не знам дали е безбеден. Искрено. Искрено ти велам, не сум баш уверен дека е безбеден. Некои други, за кои засега нема процеса, камоли одлука, имаат малку искуство во тој систем, па затоа и ако хипотетички се предпоставува дека опасноста би била исклучително мала, можеби и поради фактот дека бројот на другарчиња кои добиваат сместување таму постојано се зголемува. Ако утреден биде Заев осуден, за него безбедно е? Исто мислам дека ама со многу помалку ризик би бил Заев, затоа што за жал кај Груевски, знаеш што е разликата? Не, смеј се. Господ не е толку ограничен и нему не треба да му се молат само сторителите на злодела, туку кога тој дели рамноправно и на сите подеднакво. А бидејќи луѓето не го знаат распоредот, им се случува да грешат во претпоставките за тоа кого тој, преку неговите посредници, наградува. Се спомнува името на новиот монах Ѓорги, тој е поранешен амбасадор во Ватикан. Да, а не е Звонимир Јанкулов. Не е Звонимир Јанкулов. Дека ќе биде владика, поранешниот амбасадор во Ватикан ќе биде владика ти професоре, на Деварско-Кичевска епархија. Викам, професоре, што е ова? Јас знам ти женет, фамилиарен човек од брада немаш. Ти владика ќе стануваш и вика, не бе, и не сум ја, тој другиот. Сепак непогрешливо е дека Господ јасно ја видел и ја посочил Македонија, па и затоа десетина пати децидно е спомената во Новиот Завет. Ако се има предвид и тоа што е погоре видено и кажано, ако сегашноста и иднината ни се гарантирани, нема кому повеќе да докажуваме кои сме и какви сме. Не шизофрена ситуација во идентитетска смисла, него имате олигофрена ситуација во Грција, дали се хелени, дали се грци, дали се македонци, дали се ова, дали се она. Тоа треба они да си го рачистат, исто како што бугарите треба да си рачистат, дали се татари, Словени или не знам што. И на крајот, кога се е веќе расчистено, единствената дилема е дали Господ евентуално може да се смилува и во пристојна перспектива да исполни барем една желба. Сметам дека нашата држава заслужува еден чесен човек, еден искрен човек, еден човек кој што има сериозен бекграунд и животно искуство, и научно искуство во секој сегмент, нели, исполнет во секој сегмент, да конечно добие еден председател кој што толикува да биде го заслужува Република Македонија. Амбициите се едно, реалноста е сосема друго. Иако не би било чудно во системот кој е отворен како армоника, до функција да дојде и некој што барем уме да свири. Со ова ги исцрпевме содржините за вечерва. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте и ве поканувам да бидете повторно со нас в понеделник во 20:15. Пријатно!